Тројцата полициски службеници од Кочани негираа вина дека незаконски постапиле при контроли на дискотеката Пулс. Кире Богатинов, Горан Лазаров и Александар Темелков седнаа на обвинителна клупа. Обвинети се за злоупотреба на службената положба и овластување во еден од трите предмети на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција за полициските службеници поврзани со дискотеката Пулс, каде на 16 март лани во пожар загинаа 63 лица, над 200 беа повредени. Обвинетите Богатинов и Лазаров при две акцијски контроли на Пулс во 2023-та, иако констатирале прекршување на законот за прекршоци против јавен ред и мир, не навеле точни податоци во записниците, иако во анекс планот имале насоки за постапување во овакви случаи. Во тој анекс план точно пишува што треба да земат полициските службеници од одговорното лице во правното лице каде што е констатиран прекршокот и врз основа на на правилната документација да ги наведат сите податоци во записниците за констатирани прекршоци. Во конкретниот случај, такво нешто, односно таква материјална документација не е побарано, туку како им било кажано, така си запишале, при што се запишани и правно лице кое што во моментот било неактивно и одговорно лице кое не било активно. Трето, обвинетиот Александар Темелков ги потпишал барањата за прекршочна постапка и покрај тоа што на располагање му била документацијата за состојбата на правното лице преку централен регистар. Тоа значи дека истиот имал увид да види дали тоа правно лице било активно или не било активно и дали било тоа одговорно лице кое што било наведено во записниците или пак не. Иако ја имал во прилог, тој сепак, а не биле точни податоците, како што се наведува во обвинението, третиот обвинет ги потпишал таквите барања и се поднесени до судот, во судот се оформени предмети и постапката по истите се уште во тек. Тројцата обвинети, откако ги слушнаа воведните зборови на обвинителката, на прашање на судијката Лидија Петровска рекоа дека не се чувствуваат виновни. Нивните адвокати најавија сведоци за следното рочиште, а денеска обвинителката ги презентираше материјалните докази и рече дека нема да предложи сведоци. Судењето продолжува на 18 март.